Голем и значаен јубилеј слави Пробиштип, некогаш малата рударска населба, денес е со 65 годишна традиција на самостојност и статус на посебна општина. 65 годишната успешна приказна на Пробиштип ја раскажуваа генерации политичари и стопанственици со свој белек и значење за развојот на општината. Последните 3 години се одбележани со голем број инвестиции кои сликата за Пробиштип драстично ја менуваат на подобро. Во завршна фаза е реконструкцијата на патниот правец Пробиштип-Крупиште, кој што беше врвен или прв приоритет кога ја баравме довербата пред граѓаните. Го реконструираме киното Зледовски рудар, една од најстарите сали од ваков тип во државата. Целосно го реконструираме спомен паркот Братство и единство и го претвараме во катче за релаксација, одмор, забава за сите генерации во нашата општина. Големите стопански инвестиции се резултат на соработката меѓу стопанствениците, општината и државата. Пред извесно време во оваа општина бевме дел од настанот на која поздравивме одлуката на компанијата ТАП-МАК да ги прошири своите потенцијали со нова инвестиција и нов капацитет. Таа компанија заедно со Crownfield Foundry се пример и за сите идни инвеститори во Македонија, како на најдобар можен начин да се користат придобивките од програмите на владата за поддршка на инвестициите. За периодот што следи, Пробиштип има планови за нови и големи проекти кои ќе значат дополнителен стимул за инфраструктурен, стопански и туристички развој. Општина Пробиштип во овој момент има изработена техничка документација за 8 инфраструктурни проекти за кои веќе обезбедивме 820.000 евро од страна на Министерството за транспорт и врски, а останатите средства ќе се дообезбедат преку Светска банка. Во наредниот период следи реконструкција на сите спортски терени на територија на општина Пробиштип, пробивање и асфалтирање на патниот правец од селото Турско Рудари до Пониква и исто така реконструкција целосна на патниот правец од населено место Древено до Лесновскиот манастир, односно до Лесново. Општина Пробиштип денес прослави 65 години од општинската самостојност, но животот овде оставил траги на вековно постоење со долга рударска традиција. Приказната за нашата општина започна уште од античко време. Според историските и географски извори, територијата на општина Пробиштип била населена од илирско племе Пеони. По освојувањето на Македонија од страна на римљаните, тие овде создале рударска населба. Вакви траги постојат и во византискиот период се до населувањето на словените, кои во значителна мерка ја промениле етничката основа, која се задржала до денес. Пробиштип е место на живеење на околу 10.000 жители. Демографски, како и сите општини во државата, и тој стагнира, но економски силно се развива, што дава надеж дека младите генерации, својата и приказната на општината, успешно ќе продолжат да ја пишуваат.